Делегација составена од 15 представници на држави членки на НАТО денес и утре се во Македонија за да ја скенираат економската и политичката состојба пред мајскиот извештај за напредокот на нашата земја. Ако сме тука само еден ден, ќе имаме уште еден ден утре, но тоа што го научивме е дека Северна Македонија всушност има направено, има завршено огромна работа. Големи реформи има донесено и спроведено, кои што се предуслов за членството во НАТО. И се надеваме за членство во Европската унија во иднина. Подобрувањето на односите со соседите и решавањето на спорот со името е голем чекор напред. Европските гости ги прашаа доматините како се справуваат со корупцијата, бидејќи се очекува некои членки на НАТО да бидат против влегувањето на Македонија во алијансата, токму поради високиот ризик од корупција. Дали имате посебни програми за консензуални програми за борба со корупцијата, затоа што тоа го закочува економскиот раст и исто така младите луѓе би останале овде и би работеле во оваа земја и не би ја напуштиле вашата земја кога ќе станете членка на Европската унија. Целосното искоренување на корупцијата е тешко. Со неа не можат да се справат дури и земји кои се многу поразвиени од Македонија, сметаат македонските политички представници во собранието. Донесовме измени и дополнувања на многу закони овде во парламентот за да доделиме колку што е можно повеќе овластувања за проверка и контрола на владините функционери и останатите функционери би рекол, за да може да им бидат проверени, дури и денес може да бидат проверени нашите банкарски сметки и како се врши трансферот на средства од една банкарска сметка на друга. Направи оваа држава многу болни и многу тешки одлуки, кои што може би од перспектива на нашите пријатели не изгледа толку болно и тешко, но за нас се и од тука искрено кажуваме, без разлика дали доаѓаме од опозиција или од власт, дека очекуваме силно разбирање и силна поддршка токму заради тие причини и заради причините дека веќе долго време сме посветени на оваа патека. Ова парламентарно мнозинство и оваа влада за прв пат изработија стратешки документи кои се поврзани со борбата со ова зло генерално во светски рамки во нашето современие. Изработена е стратегија за борба против тероризам и против екстремен тероризам. Процесните аспекти помеѓу институциите и координираната борба против корупцијата и перењето на пари. Во април НАТО прославува 70 години од своето постоење.